Денеска се приклучуваме на акцијата на јавното претпријатие Македонски шуми, заеднички представници на Министерството, вработените од Македонски шуми, студенти, граѓански организации, се во склоп на програмата за чист и планот за чист воздух донесен од нашата влада, каде што символично со низана активности предонесуваме кон здрава и поинаква животна средина која што е најбитна за квалитетен живот на граѓаните на Република Северна Македонија. Владата донесе низана програми преку кои што ќе имплементира голем број на мерки се со цел чист воздух за сите граѓани. Денеска се приклучуваме на оваа активност која што е символична, но во наредниот период носиме низана мерки и политики преку кои што ќе дадеме силна поддршка на овој сектор. Преку програмата за рурален развој за 2019 година се издвоени 30 милиони денари во мерка за зголемување на ефикасноста и економичноста на шумскиот фонд во државата. Мерка која што ќе биде намената вклучително и за јавното претпријатие Македонски шуми. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како еден од врвните приоритети во својата работа во овој период ги постави шумите и целокупниот овој сектор. Затоа преку ИПА на Европската унија за прв пат за 2019 година во 15 милиони евра обезбедени за целокупниот сектор издвојуваме 1,3 милиони евра за шумарството. Активно се спроведува методологијата преку меѓународната поддршка на ФАО, преку која што треба да дојдеме до целосна инвентаризација на шумскиот фонд во државата, кој што мора да го направиме. За тоа се предвидени и средства преку Светска банка и следната 4-годишна програма преку која што Светска банка го поддржува овој сектор. Навистина, ова е еден сектор на кој што како влада и министерство и како јавно претпријатие, како целокупен сектор сакаме да ставиме силен акцент и после носењето на стратегијата во 2006 година за прв пат да се спроведат сериозни, темелни и клучни активности преку кои што ќе го заштитиме шумскиот фонд, преку кои што ќе го реформираме целокупно секторот, заради тоа што 40% од територијата на нашата земја е со шуми. Тоа е непроценливо богатство кое што не само што придонесува и треба да придонесе за економскиот развој на државата, но пред се треба да спроведуваме и мерки за здрава животна средина и пред се подобар и поквалитетен живот на сите граѓани. Благодарам.